Добър вечер или добра ноќ на многу од вас, драги пријатели. Прво ќе ми простите што сум во мајца без ракави, но се уште е топло. На вечерва имаме интересни теми. Одамна се нема да спремнато со мои анализи за домашната политичка сцена. Значи вечерва имам две теми, тоа е домашната политичка сцена и глобалната, поточно оно што се случува кај нас и во Украина. Попат ќе го спомнам и Израел. Позади мене е примерот господин Христијан Мицкоски. Наслов го видовте дали примерот Христијан Мицкоски во септември треба да спие со едно око. Зошто го велам ова? Кога ќе погледаме наталната карта на Македонија со транзитите, се разбереме, јас сум аналитичар, значи образована Југословенски студено расо, дипломиран таму 86-та, но од 83-та ги истражувам парапсихологијата и астрологијата, кои ми помагаат во моите анализи. Значи, кој ќе погледаме наталната карта на Македонија, инако е во познак Овен, нормално во знак Девица, го взимам крајот на референдумот од 20 часот 91 на 8 септември, ќе видиме дека во текот на август, поточно од 5 до 8 до 28 август, Меркур беше ретрограден. Беше во пето поле, значи не е чудно што излегува сите овие афери. Тогаш обично кога е Меркур ретрограден се носат најпромислени потези и така натаму. И владата избрза. Значи тука имаше афери и кај владата и кај опозицијата. Тука мислам на Гаши, председател собрание, случај, но и аферите што ги изнесува во МРДПОН од работата, особено министерката за култура и други. Но септември е месец кога владата треба да обрне голямо внимание, особено Христијан Мицкоски, премиерот, на кој му советувам не е лошо да спие со едно отворено око, бидејќи, кој што рекол, Македонија е во познак Овен, шесто поле почнува во Лав, а со Лавот владе Сонце, во шесто поле тоа е влада луната Астрологија, и од 1 септември е таму, тој ќе биде во коњуција со наталното Сонце, но кој ќе погледнете, тоа е на 1 септември на 9 степена, а наталното Сонце е на 15, значи цела недела следна, па и другата ќе бидат во неполна положба, напаѓани, но ја им препорачувам до крајот на септември, дека Сонцето не го помине Марс. Не е лошо владата да обрне внимание, особено премиерот и на самата безбедност. Не би сакал повеќе ово да отбарам, бидејќи е веројатно премиерот си има добри експерти аналитичари, иако повеќе од нив се за мене капански му вечи, а не сакам погрешно да разберат. Си го вадат лево таму, нека продолжат, добро котирани, но ја му препорачувам да обрнем внимание и на изгледите, и на аферите што ги изнесува, и на многу работи, особено на безбедноста, и на обстанокот на коалицијата. Ќе бидат напаѓани, особено до крајот на септември. Тоа од таа гледна точка, иначе Меркур е во пето поле, кажав, затоа излегува тие афери многу, а во септември ќе биде во шесто, директно не е толку опасен, но септември е клучен за многу работи. Тоа што се однесува до Македонија и до нашата глобална политичка сцена, добро почна, но малку се избрза, одеа со глава низ зид, дозволија
празен простор. Значи тргнаа во напад без да обезбедат одбраната, фудбалски кажано, и средината на теренот. Си имат нивни советници, експерти, аналитичари, еве сакам пограш само некој да ме разбере, кој се насмеа много, бидејќи ако ги има не може непромислени потези да се влечат. И втората тема е Украина. Тој дел вело дали Западот добро го разбра представата на Руската федерација Владимир Путин, кога ја започна специјалната војна операција во Украина, некоја агресија, кога кажа главна цел на специјалната војна операција е демилитаризација на Украина. Но они буквално го сватија, душето се случува, но преку демилитаризација на Украина се разбираше и демилитаризација на НАТО. Кој ќе погледаме добро што се случува таму, ќе видиме дека сват полека се излекува и Европа е наседнува. Само да еден пример ви кажа. За време на специјалната операција и на војната, или војниот конфликт меѓу русите и украинците, Полска има до сега донирано или дадено на Украина 1000 тенкови. Русиве најмерно ги пуштија во курс да влезат. Реков дека Герасимов во минато видја извореден експерт, а тоа е руска тактика, е еден прочуван аналитичар. Они така го пуштија и Наполеон, и Хитлер, исто преку Украина. И третата работа, Западот, истата работа сакаше да направи преку Украина. Значи, само војниот конфликт не е започнат сега 2022, него 2014 година. Од тогаш Западот е наружил Украина, ги создава Кракер и Азов, дивизиите, значи нацистите, а повеќето на Обединетите нации, Русија има право да влезе секаде кај што ќе се појави нацизам, тоа се појави во Украина. Значи, од таа гледна точка, Обединетите нации не можат да осудат. Иначе, ова е војна, кој што реков многу мои видеоанализи, не е помеѓу Русија и Украина, Русија и НАТО или САД, него Русија и еврејското лоби. Не е случајно, многу пати ви кажав, Зеленски велот изданик на Украина, ја повеќе ви рекол на еврејското лоби, зашто он првата реченица кога дојде до влегување на руските трупи во Украина, кажа од Украина ќе правиме голем Израел. Буквално ги кажа по чија наредба се тоа го прави. Значи под еврејското лоби. И сето ми смешно случува. Во моментот и ова што се случува во Курск, намерно се почини, таму стани резервисти регрути кои се веднаш заменети меѓу Украина и Русија, значи дечи или момчијата не страда, и главните единици или обучените сирски, кои некој роден во Русија, ако што реков Володимир Зеленски, е дојден со руски гласови на власт, одработуваат за Русија. Значи, сите летни единици се пратени кон Курск, значи тргнати од Донбас или Донецк, кај што беа, и порескот, така се каже, делот во Украина, полека русите го заземат, а тоа беше главно чворище за танбување на украинската војска. Сега полека САД се вовлекува Велика Британија, Германија, Франција во Судирот, што знае што ги чека. Тука со нивните сармати ова се гаѓаат турски територии, а Русија може да одговори слободно со нуклеарки. Знаеме дека е многу пред САД и НАТО на тоа поле. Овие немат Кипр, со ничто може дека Русија имат.
и имат многу повеќе нуклеарни глави, и тактички, и стратешки. Интересен е периодот, повеќе трагичен, но ова е војна крстоносна, посебна, би рекол, и Западот ја прави третата грешка, што сака да ја подели Русија преку Украина. Првата грешка ја прави со Наполеон Бонапарта. Интересно и тогаш Наполеон Бонапарта го финансираше еврејското лоби, Ротшилд и Рокфелер. Го финансира и Хитлер 1941, но Хитлер се малку запрекна. Планот Барбароса почна во јули, а тоа е благодарение на демонстрациите во морското случај во Југославија, подобро војна отколку пакт или боље рат него пакт, и ја одложи инвазијата на Русија. Интересна работа, во инвазијата на Русија никој не веруваше и Сталин, чак и народот не се многу отпираше, имаше околу 3 милиона заробени руски војници, кои се однесеа во Требринка и Аушвиц во Полска, и кои ден денеска врети ги сметат ко нивни жртви, што нема врска. И Сталин дека не издаде народот со икони, значи црквите дека не ги отвори, народот не издаде да ја брани Русија. А таму е голем и верскиот православието за заштита на црквите, манастирите. И тоа е патриотска земја, религијска земја. Од тие причини не случајно и евреите и католиците и евреите ги успеа да ги поделат на секти, дека православците не, затоа не викаат ортодоксни христијани. И сите крстоносни војни ги финансираа. Тоа не беа војни против мусулманите, беа против православните земји, посебно против Русија, околу 36, тие само 4 са познати. Инаку, во моментот имаме еден тврд сојуз меѓу православците и мусулманите. Иначе арапската пролет која беше изведена беше под, да кажеме, еврејското лоби, бидејќи беа нападнати земји кои му сметаа на Израел, они ќе пропаѓаат. И од тие причини и дојде до конфликтот во Израел. На 7 октомври Хамас, кој беше дете на САД и на Израел, може да се каже, го проби таа железната купола и не би сакал да одборно, не видам погрешно разбрано, но и на Украина, и на Израел се пишува бришење од картата на светот, а Израел или евреите ќе доживеат вистински Холокауст, потврдно ќе го доживеат мусулманскиот џихад кој полека се раѓа секаде во светот. Драги пријатели, толку за вечерва, за ова анализа, а оние кои имаат желба да ги следат моите анализи, треба кој ќе отворат мојата страница YouTube, Хороскоп Клинички, треба да притиснат на видеото YouTube и да стават subscribe или претплати се бесплатно, први ќе да видат моите видео анализи. Драги пријатели, посакувам добра ноќ, убав сон, пред нас е голем празник, покров на Света Богородица, така ни на помош, со Македонија и со Запад напред.